Зашо денеска зелник? Со зелка. Зелник е, за тоа се вика зелник, оти со зелка се прави. Не, ја готови кори купувам. Со меко тесто и домашни сукани кори, некогаш по стар рецепт се приготвувал најубавиот зелник, кој подоцна се печел под вршник. Некогаш жените сами го меселе тестото, ги сукале корите и го подготвувале зелникот со зелка, од каде и го добил името. А потоа се додавал и малку запражен прас, кој се распоредувал меѓу тенките домашно сукани кори. Корите се ределе внимателно за зелникот да биде сочен и богат, а потоа се печел до добивање златна боја. Некогаш се печел под вршник на начин што му давал посебен вкус и мирис, препознатлив за домашната трпеза. Прави се. Правиме. Некогаш повеќе со домашни зелник, поубави. А вака со сукање? Со сукање да го усукаш. А може и со купечки. Не ги подпечувам. Само малку постоат и овенат малку и прави. Со зелка. Зелник е, за тоа се вика зелник, оти со зелка се прави. Прас, едно стракче ќе ставиш како запршка, зелка ќе си ставиш и ако сакаш унатре месец се стави, ако не мора. Како ти душа сака, така ќе правиш. Такво е време дојдело, нема среда, петок више. Праве ли се? Прави се, зашо да не. Не, ја готови кори купувам. Поубаво е сукано домашно. Домашното се вика. Тоа едно време беше. А сега ми раци болат, нози болат и не можам душо. А и за два човека не се ни сука. Треба да имаш повише да јадат. Сука се. Правете ли се? Да. Па јазик од мајка ми. По стар рецепт? Да. Под вршник печеше ли се? Печеше се, ма сега не. Нема вршник сега. Мало ли? Не. Не се под вршник, туку се на фурна. По стар рецепт, да. Според кажувањата на постарите, младите денес го избираат полесниот пат и почесто купуваат готови кори. Порано се сукало дома, велат, а домашно суканите кори сепак се најубави и ништо не може да ги замени. Малкумина од младите ќе продолжат да ја негуваат оваа традиција и да го наследат занаетот за сукање кори и правење зелник. Младите не верувам, готово ако има. Немам поим. Коте не знаат? Не ги интересира? Да, не ги интересира. Имам керка, да. Помага. Занаетот мајка. Помага. Не можем да кажем дека не. Зелникот најчесто се јадел топол, со кисело млеко или домашно сирење, а бил неизоставен дел од семејната трпеза. Не бил само јадење, туку дел од традицијата и домакинството. Се подготвувал за празници, за гости и за посебни семејни пригоди.